Повеќе деца од изгорената дискотека во Кочани денеска можеби ќе беа живи ако обезбедувањето во кобната ноќ реагирало соодветно и спречило влез на малолетни лица. Оние кои го обезбедувале влезот на дискотеката биле обврзани да го известат сопственикот дека во клубот има лица помали од 18 години, а тој пак требало да обезбеди табли на видно место на кој јасно ќе стои дека им е забранет влез. Денешното рочиште од судењето за трагедијата во Кочани продолжи со прашање на обвинителството до претседателката на Комората на Македонија за приватно обезбедување. Стефановска ги објаснуваше овластувањата кои ги имаат работниците при контрола на влез и присуство на малолетници во објекти. Со оглед на фактот дека конкретно во такви објекти мора да има и други закони, на видно место поставени табли кои предупредуваат дека не е дозволено присуство на малолетници, обезбедувањето морало да реагира или во најмала рака да го извести сопственикот на објектот. Милеска Стефановска на прашањата на обвинителот појасни дека МВР издава дозвола за вршење дејност врз основа на строго утврдени законски критериуми, а физичкото обезбедување опфаќа телесна заштита, мониторинг, патролно обезбедување, како и обезбедување на јавни собири и спортски настани. Само во случај кога се ангажирани 5 или повеќе работници, правното лице што ја дава услугата мора да изработи план за обезбедување и да го поднесе до полициската станица на чие подрачје се одржува настанот. Во законот не постојат точно пропишани правила за бројот на работници што треба да се ангажираат, туку тоа е предмет на договорна услуга во зависност од видот на објектот и безбедносната процена. На прашањето дали употребата на пиротехника представува безбедносен ризик, Стефановска одговори потврдно, но судијката не дозволи дополнително прашање за тоа дали лицата што ја користат треба да имаат посебна едукација. Според досегашните наводи, токму искрите од пиротехничките средства биле причина за брзото ширење на огнот во дискотеката. Обвинети се 58 лица, а досега беа сослушани десетици сведоци. Меѓу обвинетите и поранешниот градоначалник на Кочани Папазов, за кого обвинителството го одби барањето домашниот притвор да му биде заменет со мерки за претпазливост.